Почитувани, скандалите во Министерството за дигитална трансформација водено од Стефан Андоновски не престануваат. По тендерот добиен од сопругот на државната секретарка Клинчарова, сега јавноста дозна за нов тендер вреден 600.000 денари, кој по информации од свиркачи се сомневаме дека бил доделен на фирма поврзана со родителите на вработен во IT секторот. ДПМН почитувани не го негираше тендерот, туку го потврди, а Андоновски досега молчи. Но замислете, во потврдата на ДПМН нема барање за одговорност, туку дрско прашуваат да сме кажеле дали вработениот е некој функционер или член на комисија која одлучува во однос на набавките. ДПМН не може ниту да го пере, ниту да го релативизира овој скандал. Прво, постои основано сомнение за конфликт на интерес во конкретниот случај, но и во претходно објавениот скандал со тендерот кој го доби сопругот на државната секретарка Клинчарова. Подсетуваме дека на крај на секоја постапка за јавни набавки се подпишува лична изјава за непостоење на судир на интереси за истата. Во двата скандала, што ги наведовме, постои токму тоа, основан сомнеж за судир на интереси. Дополнително, тука се информациите кои вработените ги имаат во однос на јавните набавки, кои во Министерството ќе се спроведат согласно годишниот план за јавни набавки. За предвидената вредност за конкретната постапка, спецификациите и тендерските документации пред да станат јавно достапни. Што значи, секако дека може да влијаат во обезбедување помош, информации и слично. Во двата одвоени случаи, токму најтесните семејни кругови на вработените во Министерството на Андоновски се токму оние кои ги добиваат тендерите во институциите. Од тука основани се сомнежите за непотизам, судир на интереси и злоупотреба на јавните пари. Бараме и Државната комисија за спречување корупција да го прошири предметот кој рече дека е отворен за Андоновски и да информира јавноста за резултатите од постапката што веќе ја води. Го повикуваме јавното обвинителство веднаш да отвори истрага за сите тендери во Министерството за дигитална трансформација. Министерот Андоновски мора да понесе одговорност, а институциите мора да покажат дека функционираат и кога се во прашање функционери од ВМРО ДПМН. Ви благодарам.